Јосиф беше само едно младо момче од 17 години. Неговите постари браќа беа возрастни луѓе. Тие беа пастири кои ги пасеа стадата на нивниот татко Јаков. Јосиф беше миленик на татко му и за да му ја покаже својата љубов кон него, Јаков му даде посебна облека. Облека која нормално би требало да му се даде на најстариот син. Јосифовите браќа беа љубоморни. Омразата во нивните срца беше толкава што тие не можеа да кажат ниту еден добар збор за него. Љубомората и омразата се грешни во Божите очи. Всушност, Господ Исус Христос, Божиот син, рече дека да мразиш некого е исто како да го убиеш. Кога Јосиф сони сон и им го раскаже на неговите браќа, тоа само ги влоши работите. Во тие денови, Бог понекогаш користеше сонови за да каже што ќе се случи во иднината. Бевме на полето и врзувавме снопови, им рече. Мојот сноп стоеше исправен, а вашите снопови му се клањаа. Браќата помодреа од гнев. Го замразија уште повеќе и го прашаа: да не мислиш дека ќе владееш со нас? Вториот сон на Јосиф беше како првиот. Овој пат тој му рече на татка си како и на своите браќа: сонив дека сонцето, месечината и звездите ми се поклонија. Браќата се исполнија со завист. Сигурно сватија дека овие сонови имаат значење, но тоа не им се допаѓаше. Не можеа да прифатат дека Бог има посебен план за Јосифовиот живот. Јаков не знаеше што да прави. Тој го искара Јосиф, но во исто време се чудеше што може да значат тие соништа. Јосифовите браќа честопати мораа да ги тераат овците далеко од дома, за да најдат пасиште. Овој пат ги одведаа во Сихем, 70 километри од дома. Јаков го прати Јосиф за да види како им оди работата. Оди и види дали твоите браќа и овците се во ред и врати се да ми кажеш, рече тој. Кога Јосиф пристигна во Сихем, не можеше да ги најде браќата. Се уште ги бараше, кога еден човек застане и го праша: што бараш? Ги барам моите браќа, објасни Јосиф. Те молам, можеш ли да ми кажеш каде ги пасат овците? Беа тука, но мислам дека се преселија во Дотан. Ги слушнав кога рекоа дека ќе одат таму. Малку подоцна, кога Јосиф наближи до неговите браќа, тој не беше свесен за нивните лоши планови. Тие го видоа како доаѓа и си рекоа меѓу себе: ева го оној што сонува. Ајде да го убиеме и да го фрлиме во некоја јама. Ќе кажеме дека веројатно го изело некое диво животно. Тогаш ќе видиме што ќе стане со неговите сонови. Ох, колку расипани срца. Гревот е страшна работа. Кога мислите со грешни мисли, тие ве водат кон грешни дела. Но Бог беше со Јосиф. Ништо од она што неговите браќа го планираа не можеше да го запре Бог да не направи така како што сака тој. Вистинскиот и жив Бог на небото е поголем и посилен од луѓето. Кога ќе поверувате во Господ Исус како ваш спасител, Бог ќе биде на ваша страна и можете секогаш да бидете сигурни во неговото присуство и помош. Рубен, најстариот брат, не сакаше да се сложи со планот да го убијат Јосиф. Не убивајте го, ставете го во онаа јама, ги натера тој. Неговата намера беше подоцна да го спаси Јосиф и да го одведе дома. Сите се сложија и кога Јосиф пристигна, грубо го грабнаа, му ја соблекоа убавата облека и го спуштија во дупка која веројатно беше пресушен бунар. Можете да си замислите колку уплашен мора да бил Јосиф, прашувајќи се што ќе се случи понатаму. Тој ги молеше браќата да го ослободат. Но тие луѓе без срце не му обрнаа внимание и седнаа да јадат. Додека јадоа, видеа луѓе со камили како им се приближуваат. Тие беа исмаелци кои патуваа за Египет. За чините и мирисите што ги носеа, требаше да ги продадат таму. Јуда, другиот брат, предложи: каков смисол има да го убиеме нашиот брат, а потоа да се обидуваме да го прикриеме тоа? Тоа е наше тело и крв. Ајде да го продадеме на исмаелците. На другите им се допадна идејата и брго го извадија Јосиф од јамата. Тоа беше добар начин да се ослободат од него. Тоа не беше нешто ново. Млади момчиња да се купуваат и продаваат како робови, па договорот беше бргу направен. Исмаелците го купија Јосиф за 20 сребреници. Ова ме подсетува на еден кој беше продаден за цена како за еден роб. Тоа беше Божиот син, Господ Исус Христос. Тој беше предаден од еден од неговите ученици и осуден на смрт. Живееше совршен живот.
Никогаш ниту еднаш не сгреши. Потоа, како што беше испланирал Бог, тој го даде својот живот за да страда и умре наместо тебе. Тој ја прими казната за сите твои гревови, а потоа воскресна од мртвите. Оно што му се случи на Јосиф, беше исто така во Божиот план за него. Понекогаш Бог дозволува необични или дури страшни работи да се случат во животите на оние кои му припаѓаат. Тој често ги користи овие работи за да не направи такви какви што тој сака да бидеме. Ние треба секогаш да му бидеме верни. Рубен, кој ќе се сетите сакаше да го ослободи Јосиф и да го врати дома, не беше таму кога брат му беше продаден. Тој се врати подоцна и на негов ужас ја најде јамата празна. Ја раскина својата облека. Тоа беше нормално во тие времиња кога некој беше растроен. Го нема Јосиф, викна. Што ќе правам сега? Во нивната расипаност, другите браќа ништо не спомнаа за продажбата на Јосиф. Наместо тоа, тие заклаа една коза, ја натопија облеката на Јосиф во крвта и ја однесоа дома на нивниот татко. Го најдовме ова, излажаа давајќи му ја облеката на Јаков. Погледни ја и види дали е од твојот син. На Јаков му се скрши срцето. Да, тоа е облеката на мојот син. Некој диво животно го раскинало. Јаков ја раскина својата облека, си наметна грубо платно од вреќа и жалеше за Јосиф. Неговите деца се обидоа да го утешат, но неговата жалост беше преголема. Ке жалам за мојот син се додека не умрам, им рече тој. Ништо не беше премногу лошо за овие луѓе да не го сторат тоа. Тие беа љубоморни на Јосиф, го мразеа, го сметаа за надуен, го измамија татка си и му нанесоа голема мака. Но повеќе од тоа, тие сгрешија пред Бог кој е на небото. Може би, како Јосифовите браќа некогаш си мразел или си бил завидлив кон некој твој брат или сестра. Може би некогаш си ги измамил твоите родители и си ги лажал. Во Библијата, во писмото до Римјаните, во 3 глава стих 23, Бог вели дека сите сгрешија, а тоа не вклучува и тебе и мене. Господ Исус Христос рече дека грешните зборови, дела или мисли доаѓаат од срцето. Оно што го правиш, зборуваш или мислиш покажува каков си. Каков си ти всушност? Не е лесно да признаеш дека си сгрешил. Но во Библијата Бог вели во првото Јованово послание, 1 глава, 9 стих, дека тој ќе ти ги прости твоите гревови и ќе те направи чист во неговите очи ако му ги признаеш твоите гревови. Секако, Бог исто така вели дека мора навистина да жалиш за твојот грев, дека мораш да се покаеш или да се одвратиш од она за кое знаеш дека не е исправно. Патувајќи Јосиф кон Египет со исмаелците, мора да размислува за својот татко Јаков и неговиот дом таму во земјата Ханаан. Може би се прашувал зошто Бог дозволи така да му се случи. Сигурен сум дека исто така размислувал и за иднината. Што ќе се случи со него? Дали некогаш ќе се врати дома? Можете да си замислите како се чувствувал, зарем не? Кога стигнаа во Египет, го продадоа Јосиф како роб кај еден богат војник по име Потифар. Тој беше командант на кралската гарда во палатата на египетскиот цар. Сето тоа беше многу необично. Оваа убава куќа беше многу поинаква од неговиот дом под шатори. Таму тој беше омилениот син кој му помагаше на својот татко, а тука беше само еден роб. Сега Јосиф живееше во земја каде единствениот вистински и жив Бог не беше познат. Египтјаните го славеа Богот на сонцето. Бог направен од луѓе, Бог кој не може да гледа, слуша или зборува. Не беше лесно, но Јосиф беше решен да му биде верен на Бог, на неговиот татко, оној кој створил и контролира се. Дали си ти решен да живееш за Господ Исус дома, во училиштето и секаде каде што си, дури ако твоето семејство или твоите пријатели не се служуваат со тоа? Јосиф работеше добро кај Потифар и Бог го благослови во се што работеше. Многу бргу Потифар го забележа ова и го назначи Јосиф како главен надзорник во неговиот дом и над сиот негов имот. Да, Бог беше со Јосиф и го исполнуваше планот за неговиот живот. Тој има плани за твојот живот ако му припаѓаш. Имај доверба со сето срце и почитувај го секогаш. Јосиф беше доста згоден и работејќи така во куќата, жената на Потифар го забележа.
Грешна желба се појави во нејзиното срце и таа му предложи на Јосиф да отиде во кревет со неа. Јосиф одби. Мојот господар ме постави како одговорен на се што му припаѓа и не задржа ништо од мене освен тебе, веќе ти си негова жена, и рече тој. Како можам да направам такво расипано нешто и да сгрешам против Бог? Тој знаеше дека не е исправно да ја земе жената на некој друг човек, па дури и таа да го бара тоа секој ден. Тој не сакаше да ја слуша или да го прави она што таа го велеше. Искушението да се стори зло секогаш доаѓа кај оние кои сакаат да го следат Господ и да му угодуваат. Ѓаволот ќе се обиде со сите сили да те натера да направиш грев против Бог и да го расипеш твоето сведоштво за Него. Но во Неговото Слово, Библијата, Бог ти кажува дека не треба да грешиш. Кога ќе бидеш искушуван од ѓаволот, сети се на Божјото Слово во Јаков, глава 4, стих 7. Подчинете се затоа на Бог. Спротивставете му се на ѓаволот и тој ќе избега од вас. Дозволете Бог да го контролира вашиот живот со Неговиот свет дух. Понекогаш треба да трчаме за да избегаме од некоја личност или од нешто кое други го користат за да не искушуваат. Тоа е она што Јосиф го направи. Еден ден, кога влезе во куќата да заврши некоја работа, жената на Потифар го фати за наметката и го тераше да води љубов со неа. Бргу тој избега од куќата оставајќи својата облека. Жената на Потифар го замрази Јосиф и реши да му се одмазди. Ги викна слугите и им рече: оној евреин се обиде да ме силува. Кога почнав да викам, избега и го остави ова. Таа ја чуваше наметката додека Потифар не се врати и му ја каже истата приказна. Може би затоа што тој си ја сакаше својата жена и не помислуваше дека може да го лаже и поверува и многу се разлути. Тој го стави Јосиф во затвор каде што ги чуваат царските затвореници. Тоа беше тешко, да биде казнет за нешто што не го сторил. Ова ме потсетува на Господ Исус, кој исто така беше казнет за гревови што не ги извршил. Библијата ни вели во Исаија 53 глава 5 стих: тој беше ранет за нашите престапи, беше тепан за нашите беззаконија. Господ Исус, Божиот Син, дојде од небото за да биде твој спасител. Кога умре на крстот, тој го зазеде твоето место и казната која ти ја заслужуваш. Неговата смрт и воскресението 3 дена подоцна беа дел од Божиот план да те помири со Него. Тој ќе го стори тоа кога навистина ќе жалиш за твојот грев и кога ќе имаш доверба во Исус како твој спасител. Јосиф и затворскиот чувар станаа добри пријатели и набргу тој беше назначен за одговорен за затворениците. Тој докажа дека и во тешки времиња Бог ги благословува оние кои го почитуваат. Нешто подоцна, двајца од царските слуги беа фрлени во затвор. Едниот беше главниот царски пекар, а другиот беше одговорниот за слугите во палатата, кој му служеше на царот при јадење. Една ноќ, овие двајца сонија чудни сонови. Следното утро, изгледаа многу загрижени и Јосиф ги праша што им е. Се чинеше дека египтјаните исто така веруваа дека соновите значат нешто. Но кој можеше да ги протолкува? Бог е единствениот кој го знае значењето на соновите, им рече Јосиф. Раскажете ми ги вашите сонови. Главниот слуга прв го раскажа сонот. Видов винова лоза со 3 гранки кои расцветаа и дадоа гроздови. Јас го исцедив сокот од нив во чашата на фараонот и му дадов да пие. 3 гранки се 3 дена, објасни Јосиф. За 3 дена фараонот ќе те извади од затвор и повторно ќе му служиш. Кога ќе те ослободат, те молам да не ме заборавиш. Туку кажи му на фараонот дека насилно сум земен од мојата земја и дека ништо не сум направил со што би заслужил да бидам во затвор. Убеди го да ме ослободи, молеше Јосиф. Кога главниот пекар ја слушна добрата вест за главниот слуга, му го кажа на Јосиф неговиот сон. Имав 3 корпи на главата. Најгорната беше полна со сите видови печена храна за фараонот и дојдоа птиците па ја изедоа сета. Јосиф повторно почна да го толкува сонот. 3 корпи се исто така 3 дена. За 3 дена фараонот ќе ти одсече главата, ќе те обеси на дрво, а птиците ќе го јадат твоето тело. 3 дена подоцна, на посебна гозба во чест на роденденот на фараонот, се случи токму така како што рече Јосиф. Слугата беше вратен на својата работа, а пекарот беше убиен. Но слугата го заборави Јосиф. Уште 2 години Јосиф живееше во царскиот затвор.
2 години е многу долг период, особено кога си в затвор. Но Бог не го заборави. Понекогаш луѓето не изневеруваат. Тие не ги одржуваат своите ветувања или се спријателуваат со други, а нас не оставаат на цедило. Тоа не е лесно да се поднесе. Но Бог каже: нема никогаш да те оставам, ниту да се одречам од тебе. Јосиф стрпливо му веруваше на Бог и чекаше. Тој се уште работеше напорно во затворот, верувајќи дека Бог води сметка за се. Еве не 2 години подоцна. Дојде Божјото време и Бог почна да работи на вадењето на Јосиф од затворот. Фараонот, големиот цар на Египет, сони сон. Всушност, тој сони 2 сона во иста ноќ. Во првиот, тој стоеше покрај река. Гледаше како 7 дебели крави излегуваат од реката и почнуваат да пасат на ливадата. Потоа излегоа 7 слаби крави од реката, кои ги изедоа дебелите крави. Вториот сон беше за 7 дебели класа од пченка, што растеа на еден корен од пченка, кои беа следени од 7 слаби класа, кои беа шибани од источен ветар. 7 слаби класа ги изедоа дебелите класови. Следното утро, фараонот беше многу вознемирен и загрижен од соновите. Тој ги повика сите магесници и мудреци од Египет и ги праша да му кажат што значат овие сонови. Ниту еден од нив не можеше да ги протумачи соновите, а тоа беше опасно. Ако царот посакаше, можеше сите да ги фрли в затвор или да ги погуби. Настана напната тишина. И тогаш слугата се сети. Он е млад евреин, си помисли. Тој би можел да му каже на фараонот за значењето на неговите сонови. Му приде на фараонот и рече: се сеќавам на денот кога фараонот беше многу лут на главниот пекар и на мене. Фараонот не стави в затвор и додека бевме таму, двајцата сонивме сон. Имаше еден млад евреин во затворот кој беше слуга на Потифар и тој ни каже што значат нашите сонови. Се исполни токму така како што рече тој дека ќе се случи. Кога фараонот го слушна тоа, бргу нареди да го повикаат Јосиф. Веднаш го извадија од затворот. Тој се избричи, се преоблече и дојде во палатата за да излезе пред фараонот. Сонив сон, рече фараонот, но никој не може да ми го каже неговото значење. Ми кажа дека ги разбираш соновите и можеш да ги толкуваш. Јас не сум способен да го сторам тоа. Таа моќ му припаѓа на Бог, објасни Јосиф. Бог ќе му даде одговор на фараонот. Јосиф слушаше внимателно додека фараонот му ги кажуваше соновите. Кога заврши, Јосиф почна да објаснува што значат. Двата сона имаат исто значење, рече тој. Бог му кажа на фараонот што ќе стори. 7 години, во кои ќе има прекрасна жетва, ќе бидат следени од други 7 години со страшен глад кога ништо нема да никне. Двата сона значат дека Бог сигурно ќе го направи ова што ти го кажав. Потоа Јосиф му даде на фараонот неколку совети. Фараонот треба да најде човек кој е многу мудар и да го назначи за управник на целата земја. За време на 7 добри години, 1/5 од целата жетва треба да се складира до доаѓањето на 7 лоши години. Така народот нема да гладува. Фараонот беше задоволен од одговорот на Јосиф. Јасно е дека не можеме да најдеме друг толку мудар како овој човек. Затоа што Божјиот дух е во него, рече тој. Да, Бог беше со Јосиф. И тој беше со него ни сите оние тешки моменти, работејќи во срцето и животот на Јосиф и правејќи го личност која може да ја употреби. Бог сака исто така да го употреби и твојот живот ако Господ Исус е твој спасител. Не се откажувај кога другите се мајтапат со тебе или кога ти се чини дека се оди наопако. Ти си важен за Бог. Тој те сака и сака да му веруваш и да го почитуваш секогаш. Тој ќе ги води работите за тебе и ќе видиш колку прекрасен е неговиот план за твојот живот. Фараонот ги повика слугите да му донесат убава облека на Јосиф. Потоа царот го стави својот прстен на неговата рака, за да покаже дека фараонот го назначил за управник на целата египетска земја. Кога Јосиф излегуваше и се возеше во една од куќиите на фараонот, секој мораше да му се поклони. Но Јосиф не беше горд, бидејќи знаеше дека Бог го направи тоа. Фараонот му даде и жена и подоцна тој имаше 2 сина, Манасија и Ефраим. Бог го имаше испланирано животот на Јосиф.
Кога доаѓаа тешки моменти, тој имаше доверба и го почитуваше Господ, а Бог го благословуваше и го употребуваше на чуден начин. Сакаш ли Бог да те употреби тебе? Тој ќе те употреби ако го познаваш Господ Исус како твој спасител, ако имаш вера во Него и ако го почитуваш. Како египетски премиер, Јосиф патуваше по целата земја собирајќи храна и складирајќи ја во големи складови. Имаше толку многу, така што не можеше да се изброи. Но по 7-те години, никакво жито не израсна на полињата. Кога ќе ја потрошија нивната храна, на луѓето им беше кажано да отидат кај Јосиф. Тогаш тој ги отвараше складовите и им го даваше на луѓето она што им беше потребно. Таткото на Јосиф, Јаков, беше веќе стар човек и сите негови браќа, осем Бенјамин, беа женети и имаа своји деца. Ти беа загрижени заради гладот. Што ќе правиме, се прашуваа. Храната набрзо ќе ни заврши. Отидете во Египет и купете храна, рече Јаков. Слушнав дека тие таму имаат. После патувањето, кое траеше многу денови, тие застанаа пред Јосиф. Тој веднаш ги препозна, но тие него не го препознаа. Тој им се обрати остро на египетски јазик, користејќи преведувач. Се сети на соновите што ги сонуваше пред многу години и како неговите браќа се однесоа кон него. Сакаше да открие дали останале истите или се изменили. Од каде доаѓате, праша. Од земјата Ханаан, за да купиме храна, одговорија. Не сте дојдени за тоа, рече Јосиф остро. Дојдени сте да не шпионирате. Не, господару, не сме шпиони, ние сме синови на еден човек. Многу се исплашија. Нашиот најмал брат е дома, а еден ни умре, продолжија тие. А јас пак велам дека сте шпиони, но ќе ви дадам шанса да докажете дека не сте. Јосиф ги чуваше под стража 3 дена. На третиот ден тој рече: еден од вас мора да остане овде, а останатите може да се вратат дома со житото, но морате да ми го доведете најмалиот брат. Така ќе знам дека ми ја зборувате вистината. Не сваќајќи дека Јосиф разбира што зборуваат, браќата почнаа да зборуваат меѓу себе. Ова ни е казна за тоа како се однесовме кон нашиот брат. Воопшто не му обрнавме внимание кога не молеше. Рубен, кој, ќе се сетите, сакаше да го спаси Јосиф, ги обвинуваше другите. Ви реков да не грешиме против момчето, но не ме слушавте. Сега треба да одговараме за оно што го сторив. Јосиф се сврте, отиде во другата соба и плачеше. Тој ги сакаше своите браќа и не сакаше да ги гледа така вознемирени, но знаеше дека ако навистина жалат за нивниот грев, нивните животи можат да се изменат. Бог сака и твојот живот да биде поинаков. Тој те сака, но го мрази твојот грев и затоа те предупредува и ти вели да се одвратиш од него и да поверуваш во Господ Исус како твој спасител. Кога Господ Исус ќе дојде во твоето срце и живот, тој те менува. Затоа тој умре на крстот, да го отстрани твојот грев. Дали навистина жалиш за твоите гревови? Јосиф се врати кај браќата и го задржа Симеон. Нареди да им се вратат парите и да бидат ставени на врвот од секоја вреќа. Исто така им беше дадена храна за попат. Подоцна, кога еден од браќата ја отвори неговата вреќа за да му даде храна на магарето, ги најде парите. Што ни направи Бог? Извикаа браќата во страв. Кога стигнаа дома, му кажаа на Јаков за се што се случи. Отворајќи ги вреќите, ги најдоа останатите пари. Јаков и неговите синови се уплашија. Ме терате да се ги изгубам децата, рече Јаков натажен. Јосиф е мртов, Симеон е во Египет, а сега сакате да го одведете Бенјамин. Се е против мене. Само кога Јаков би ја знаел вистината. Гладот стана поголем. Отидете во Египет и купете уште. Не можеме да одиме без Бенјамин, објасни Јуда. Ако не го земеме, не можеме да купиме храна, а Симеон нема да го ослободат. Те молам, пушти го да дојде. Ако нешто му се случи, јас ќе ја понесам вината. Добро ако мораш, рече Јаков, и вратете ги парите што ги донесовте дома, за во случај да било грешка. Кога Јосиф го виде својот брат Бенјамин, му кажа на слугата да ги поведе луѓето да јадат. Тие беа исплашени и мислеа дека овој голем управник има намера да ги направи робови заради парите во нивните вреќи.
Браќата зборуваа со слугата на Јосиф и објаснија како ги нашле парите. Се е во ред, не плашете се, рече тој. Ги доби вашите пари. Бог ви дал богатство во вашите вреки. Тој им го изведе Симеон, а кога Јосиф се врати, тие му дадоа подарок. Како е вашиот татко? Праша тој. Жив ли е уште? Да, добар е со здравието, одговори. Гледајќи во Бенјамин, праша. Овој ли е вашиот помлад брат? Оној за кого ми зборувавте? Се сврте кон Бенјамин и рече. Бог да биде милостив кон тебе, синко мој. Копнееше да им каже кој е тој, но не можеше. Се уште не. Браќата ги поставија да седнат околу масата и тоа според возраста. Не можеа да разберат од каде знае слугата колку години имаат. Не уживаа во храната и почнаа повторно да се чувствуваат послободно. Кога заврши ручекот, Јосиф му објасни на слугата како да ги наполни вреките со жито, да ги врати парите во секоја вреќа, а неговата сребрена чаша да ја стави во вреќата на Бенјамин. Следното утро, штом се раздени, браќата тргнаа. Јосиф му нареди на слугата да ги следи и да ги праша зошто толку лошо се однесувале кон Јосиф после сета љубезност што им ја укажа. Кога слугата ги праша, Јуда одговори. Зошто зборуваш така? Бог ни забранува да сториме такво нешто. Ние ги вративме парите што ги најдовме во вреките, па зошто би краделе нешто од куќата на твојот господар? Можеш и сам да погледнеш. Ако некој од нас ја украл чашата, можеш да го убиеш, а ние останатите ќе ти бидеме робови. Јуда беше сигурен дека никој од нив не ја украл чашата. Вреките беа пребарани и таму, во вреќата на Бенјамин, беше чашата. Браќата беа престрашени. Сега Бенјамин требаше да умре. Во очеј ги раскинаа своите облеки и се вратија во градот. Што сте сториле? Ги праша Јосиф браќата кои паднаа на подот. Не знаете ли дека можам да откривам тајни работи? Се сеќавате ли кој сакаше да се ослободи од Јосиф? Да, тоа беше Јуда. Сега тој требаше да ја превземе вината. Не знаеше што да му каже на Јосиф. Бог го откри нашиот греф, извика. Сите ние ќе ти бидеме слуги. Не, рече Јосиф. Само оној кој ми е зел чашата. Јуда го молеше Јосиф. Те молам, дозволи ми да ти кажам, немој да ми се лутиш. Кога не прашуваше за нашето семејство, ти ја кажавме вистината. Бенјамин е најмалото дете на татко ми и тој го сака. Ако си отидеме без него, татко ми ќе умре од жал. Јас му ветив дека ако не го вратам дома, ќе ја носам вината за секогаш. Те молам, дозволи ми да бидам твој слуга наместо него, а момчето пушти го да си оди дома кај татко му. Не можем ни да помислам да си одам дома без него. Може би не можете да разберете зошто Јосиф се однесуваше вака кон своите браќа. Дали се обидуваше да им се освети за тоа како тие се однесоа кон него? Не, Јосиф ги сакаше своите браќа и сакаше да ги натера вистински да жалат за нивниот греф и да го изменат нивниот начин на живење. Тој знаеше дека Бог не може да ги благослови додека не се покајат или да се одвратат од нивниот греф. Така е и со твојот живот. Бог понекогаш ги користи нештата што ни се случуваат за да сватиме дека сме грешници. Тој сака да се покаеш, да, сака да се измениш. Се чинеше дека браќата навистина жалеа за тоа како се однесувале и Јосиф почувствува дека може да им открие кој е тој. Кога слушна како татко му се плаши да не го изгуби Бенјамин, не можеше повеќе да издржи. Ги замоли слугите да излезат и потоа се обрати кон неговите браќа. Се задушуваше во солзи кога им рече: Јас сум Јосиф. Браќата се уплашија. Дојдете поблизу, рече. Не плашете се и немојте да се вознемирувате за она што се случило. Бог ме прати тука за да може да се спасат многу животи. Отидете бргу кај татко ми и доведете го него и вашите семејства во Египет. Ке живеете во земјата Гошен, а јас ке се грижам да имате доволно за храна. Кога фараонот слушна за Јосифовите браќа, нареди да се пратат коли од Египет за да го доведат нивниот татко и семејството. Беше тоа една весела група што го напушти Египет тој ден. Замислете колку радосен мора да беше Јаков кога синовите му кажаа: Јосиф е жив и управник е на целата египетска земја. Кога ги виде колите им поверува: ќе одам и ќе го видам Јосиф пред да умрам, рече. Во семејството на Јаков имаше околу 60 луѓе. Кога стигнаа во Египет, Јосиф ги зеде својот татко и 5 од браќата да отидат кај фараонот. На фараонот му беше мило да ги види и им ја даде земјата Гошен.
Неколку години подоцна Јаков умре, а неговото тело беше вратено во Ханаан. Браќата мислеа дека сега Јосиф ќе им се освети и му пратија порака. Пред да умре, нашиот татко ни кажа да те замолиме да ни простиш за тоа како се однесувавме кон тебе. Очите на Јосиф се исполнија со солзи. Зарем не им беше јасно дека тој веќе им има простено? Тој им се обрати љубезно. Немојте да се плашите. Вие сакавте да ми нанесете зло, но Бог имаше добра намера со тоа. Тој ги испланира работите вака. Останете тука, а јас ќе се грижам за вас. Јосиф не можеше да знае, но Бог имаше прекрасен план за семејството на Јаков. Стотици години подоцна, Господ Исус Христос, Божиот син, требаше да се роди како потомок на Јуда, еден од синовите на Јаков. Бог имаше испланирано како да го спаси семејството на Јаков во време на големиот глад. Да, Бог управува со своето создание, а ако му припаѓаш, можеш да бидеш сигурен дека тој има совршен план за твојот живот, многу подобар од било што кое можеш сам да го планираш за твојот живот. Нека Бог направи така како што сака со твојот живот и на некој начин ќе те употреби да бидеш за Негова слава. Ако никогаш не си го замолил Господ Исус да дојде во твоето срце и да биде твој спасител, замоли го сега и имај доверба во Него дека ќе те спаси и твојот живот ќе го направи корисен за Него.